Почитувани добровечери и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва, како што и најавивме, гости во студиото се претседателот на Гром Стефче Акимовски и градоначалник на Карпош. Добре дојдовте. И лидерот на Достоинство Стојан Ангелов, исто време и директор на ЦУК. Вие сте денеска во својство на претседател на партија. Секако ќе говориме за сите актуелни прашања. Добре дојде и за вас, господин Ангелов. Добро вечер. Ќе говориме и за сето нешто буквално никако не одминува тагата и натаму е присутно околу трагедијата во Кучани. Ќе говориме и за други актуелни политички теми, но за почеток со оглед на тоа дека утре има протест на синдикатот, организира господин Акимовски и господин Ангелов. Вие прифатиле ли идејата на лидерот на ССМ да земат една година 500 евра плата, па да се зголеми исто така минималната плата? Генерално, како човек што доаѓа од невладиниот сектор, затоа што Достоинство пред да стане, пред да прерасне во политичка партија беше Сдружение на граѓани, јас секогаш сум на страната на синдикалците кои што се борат за работничките права и ја разбирам и борбата на синдикатот. За жал кај нас во сите сфери постои поделено, секогаш имаме еден синдикат, втор, трет синдикат, па се поставува прашање каде е вистината, кој е на вистинската страна, но како и да е генерално... Сега имаме различни синдикати. Зборувате сега фаќаат различни страни, на што конкретно мислите сега? Мислам дека има во сите сфери, например, по неколку синдикати. Имате еден синдикат на одборна, втор синдикат, имате независен синдикат на полиција, ваков синдикат на полиција. Нарушено е синдикалното единство, тоа генерално, како претседател на Достоинство, давам подршка на синдикалните барања. Добро, а вие, господин Акимовски? Добро. Не може... Сите именувани функционери, неговото барање, еве сите. Неговото барање. Прво, синдикатот не ја води државата. Владата ја води државата. И точка. Второ, синдикатот секогаш ќе си има барања на работодавачите и на владата да цени колку тие барања се оправдани или неоправдани. Дури и во ситуации кога барањата се оправдани, прашање дали тие можат и да се остварат, затоа што обично барањата на синдикатите е за зголемување на правата на работниците, за зголемување на платите и така натаму, а нормално се тоа е поврзано со економскиот раст во државата, порастот на брутоопштествениот производ, порастот на продуктивноста, профитабилноста на стопанството и така натаму. Конкретно, кога прашувате сите да имаат плата, не знам, по 500 евра и така натаму, добро, тоа е повеќе го сваќам како одговор на она прашање на ВМРО ДПМН, некоректен колку плата имал претседателот на синдикатот. Ја мислам дека ВМРО повеќе треба да одговори колкава плата земаат оние нивни апологети што тајно ги плаќаат на црно, за да ја бранат нивната власт и да плюкаат по кого стигнат со најгрди и најгнасни можни зборови. Знаат точно за кого зборувам. Јас искрен да бидам, би се срамил тие да ме бранат. Добро, но вие би прифатиле 500 евра плата да земате една година? Ако е согласно закон, нормално дека се што е согласно закон ќе се прифати. Реално очекувате дека во моментов постојат можности да се исплати таа минимална плата од 500 евра? Ние можеме да донесеме минимална плата и 2000 евра. А дали ќе може стопанството да го исплати? Поготово ние од јавниот сектор, нели, ќе скратиш од друго, ќе дадеш плата и ај здраво. Ама поготово малите бизниси, малопродажбата, дуќаните, трговијата, ова, како се вика, не знам, пекари, маркети и така натаму, нема шанса да останат. Значи, ако тоа ќе биде пропратено, придонесите да ги покрива државата во рок од една година, тоа дали е добро, таа година како утре ќе помине. Значи, сепак платата мора да има одредена заштита врз работниците, но платата мора да биде и економска категорија. И таа е економска категорија. Треба да се бара златна средина, бидејќи ние веќе имаме порост на минималната плата, но не и порост на реалната куповна моќ. Поростот на минималната плата или на просечната плата не одразува реалната куповна моќ на граѓаните, бидејќи продуктите поскапуваат и затоа и владата е многу внимателна околу потенцијалното излегување во пресрет на синдикалните барања во делот на зголемување на минималната плата. Верувам дека во владата има добри професионалци од областа на макроекономијата кои што
подобро од нас вечер во емисијата, знаат како треба да постапат, но работа на синдикатот е да се борат за работничките права и мојата генерална поддршка е во таа насока. Борба на синдикатите за работничките права. Нивна работа е да барат, работа на владата е да бара некој би рекол средно решение. Добро, ние сега гледаме секогаш, да? И како директор на институција очекувам следните месеци, мислам дека и не и наредниот месец, ќе има одредено зголемување на платите на вработените барем во државната администрација. Да, добро, како и да е, секогаш на опозицијата е полесно да предлага и да нуди и оваа власт доека беше во опозиција, беше за тоа, барањата на работниците се оправдани, тука нема дискусија. Меѓутоа, мора да водиме во предвид дека се наоѓаме во едно многу тешко и опасно време. Тоа што се случува со Европа, со војната во Украина, рефлексиите на војната во Украина особено врз германското стопанство, с кое што е наш најголем надворешно трговски партнер. Таму како се затварат предпријатија, фабрики и така натаму, тоа значи дека ние како нивни кооперанти, добавувачи, исто така ќе трпиме последици, ќе се затвараат и овде фирми, но и наши вработени таму ќе губат работи, тие ќе се враќаат назад. Така да на оваа работа мора една сериозна стратегија да се направи. Значи не е така едноставно. Месеците што идат наназад ќе бидат многу тешки и само квалитетни економисти, макроекономисти во државата можат на ова ситуација еден сериозен програм да направат, во спротивно ќе ја заглавиме. Но и да се договорат трите партнери сега. Што спомна Стефче, Германија, текстилната индустрија во Македонија, особено во Источна Македонија, има директна поврзаност со оно што се случува во Германија. Затоа што потресите кои што се случуваат во Германија, но и други западноевропски држави, директно се одразуваат во текстилната индустрија на истокот, пред се во Источна Македонија, но и во останатите места каде што имаме таа текстилна индустрија. Да. Господинот Ангелов ми даде многу убав шлагворд. Дали знаете дека бившиот градоначалник на Кочани, Николчо, како се презиваше? Илиев, да. Тој е човек и фирмата негова, која што над 90% од работата на текстилните фабрики во Македонија ја обезбедуваше досега. Со неговото апсење и ставање во затвор, германските партнери ги имат откажано сите договори. И сега сите фирми кои што беа врзани со неговата фирма практично ги затвараат своите погони за шиење и работниците остануваат без работа. Значи еви директна рефлексија од тоа што се случува кај нас дома, тоа што се случува надвор. Многу фактори има, како да е обично кога критикуваат од синдикатот, па и работниците, е дека за функционерите секогаш има пари, нема пари за работниците. Претпоставам дека тоа ќе го решат побурго во низ еден социјален диалог, ставот на владата да се договорат синдикатот и работниците, па да видиме што тоа ќе се случи. Ке одиме, рековме, вие споменавте трагедијата во Кочани, голем број жртви, досега незапаметена трагедија. Би сакала да поразговараме за тоа, меѓутоа еве од вчера информацијата дека е уапсен, приведен, одреден му е веќе притвор од 30 дена на еден од обезбедувачите на премиерот заради оддавање на службена тајна. Дали, господине Јакимовски, како гледате вие на овој случај? Еве, обвинувањата се дека власта врши селективна правда спроведува. Дали е ова доказ според вас дека и тие што се во обкружувањето на власта, на ВМРО ДПМН и така натаму и на другите партнери нема да бидат поштедени доколку еве се случат вакви? Мислам, тоа тврдење е многу смешно. Тој го бушел цело време премиерот со изнесување на информации, значи дошло нож до коска. И што направиле го апсиле. А што треба другачи? Дека до сега тоа му било дозволувано, мислам. Значи тој цело време го оддавал тајни. Второ, се постава прашање како смеел премиерот да прави достапни службени тајни на лица од неговото обезбедување. Тие не се за него. Стефче, тешко дека тој поседувал некои вистински тајни и ова тајна која што Белес беше, мислам, информацијата вчера. Има добиено најверојатно по други канали. Еден член на обезбедувањето на премиерот нема допир со некои сериозни тајни, особено во делот на криминалитетот. Така е, се сложувам. Но кога првото обезбедување ваше ќе се бави со криминални дејанија
изгорено тоа со најопасната работа, одавање на службени тајни. Прашање, они викаат службени, а може да се работи за државни тајни. Значи, тоа не е така едноставно. Може да се работи за истражни, предистражни постапки, за гонење на организиран криминал, корупција, кримчарење на дрога, оружје и така натаму. Значи, може да се работи за многу сериозни истраги, кои што, предпоставувам, тој ги оддавал. Не може да се фали власта. Се извинувам, не може власта да се фали дека не постапувала селективно. Селективно постапувала при изборот на овие луѓе. Тие не случајно не смееле да бидат во близина на премиерот. Не смеело, значи, Министерството за внатрешни работи овие луѓе да им дозволи да бидат во близина на, или овој човек во близина на премиерот, а секако тука и Агенцијата за национална безбедност сноси одговорност. Помнете времења кога првиот круг околу премиерот или околу него биле штитени за да не избие скандал или од X други причини. Сега гледаме бескрупулозно однесување на власта кон сите кои што се поврзани со криминал. Ова не е прв случај кога луѓе блиски до власта завршуваат под истрага во притвор, а некои во затвор. Особено што во минатото ве слушавме дека биле... Значи не е исто ситно подкраднување и ситно злоупотреба на службената положба и одавање на службени државни тајни. Добро, што требаше според вас да не го уапсат? 30 дена притвор добро. А што треба да добие друго? Како смее да одава службена тајна? Доколку МВР сакаше да го сокри овој случај, знаете дека порано имало многу случаи на прикривање. Сега да не се потсетуваме. Вие знаете. А чекайте сега, ние не знаеме која тајна е оддал. Битна за премиерот. Ако е тајна, нормално дека нема да знаеме, не треба да знаеме. Ние не знаеме каква тајна. Веројатно го доболело, до коска го доболело премиерот, па затоа мора да го стави за дрек. Јавноста се работи за тајна поврзана со криминални дејанија. Да го книжиме на конто види нема селективност, тоа... Добро, јас тоа прашав како дилема која се отвара сега кога ќе се случи една ваква работа. Прашањето ми беше што требаше да прават, да не го уапсат. Мислам. Не требало да дојде на тоа место. Па добро, сега не му пишувало веројатно на чело. Па тие истите од обезбедувањето на премиерот на собственикот на Технопавер влегоа преку Лепенец, кај нас и му ги запалија затоа што ова е сензитивно бидејќи имаше во еден од тоа, апсолутно стојам за тоа, еден од тоа обезбедување истепа советник од општина Карпош кој што застана на моја страна. За кого збориме ние? За гангстерска екипа? Добро, сепак не се тука луѓето за... Јас го знам шефот на обезбедувањето на премиерот, еден извореден старешина од Волците. Само еден или колку души се? Па преку 50 луѓе во сега нема да правиме момент анализа, меѓутоа прашањето ми беше генерално таму има изворедна екипа и околу премиерот, министерот за внатрешни председателката, да не кажам дел од нив се мои поранешни ученици. Навистина, обезбедувачите денес се невидливи. Дали вие може да забележите кој обезбедување на премиерот, на председателката или на министерот за внатрешни, за разлика од порано кога беа прилично видливи. Имаше во минатото две акции, беа планина месечини, беше провалена затоа што имало кртови во Министерството за внатрешни работи. Јас можам да кажам изворно високо мислење за обезбедувањето на Бранко Црвенковски, исклучително скромни, професионалци. Тоа било пред 25 години. Збором денес обезбедувањето на премиерот Мицкоски го предводи човек од Волците кои што имаат повеќе од 20 години старешинско искуство без дамка во кариерата. Шоповски. Извореден човек што не можете да го забележите. Господин Ангелов, да ви кажам вака, ако е обезбедувањето како што треба и ако имаме служби како што треба, премиерот нема да седи во влае. Премиерот ќе седи таму каде што треба да седи премиер. Какви се овие наши обезбедувања, какви се овие наши безбедносни служби, кога еден премиер сака да седи у Куманово, друг сака да седи у Пробиштип, трет сака да се седи во станот, не знам, онамо на како се вика, она улица на Груевски кај што седеше, четврт премиер сакал у влае, пети, ако седи на водно ќе биде дека му е мерак да седи на водно, тогаш ќе биде напаѓано од одредени политички структури. Таа траса е најобезбедувана траса. Па јас тука ќе се согласам со вас, но премиерот одбрал да остане понатаму нормален човек. Не може он да бира таа работа. Таа работа не може он да ја бира. Службите кажуваат кај треба да е. Тоа само кажува колку волонтерски се приоѓа на оваа работа. Не можеш ти кога се одлучил да бидеш премиер, ти за твојата безбедност не можеш ти да кажеш. Службите треба да кажат. Премиерот има изворедна екипа за обезбедување, а секој пат ќе се појави Коров. Еве се гледа колку е. Имаше во минатото еден пак ги споменав јас примери кога се зборуваше дека биле оддавани акции, дека имало кртови, имавме во последните месеци за тоа пријави. Имаше
еден куп страутни објави, своевремено беше објавувано дека се издаваат пасоши на не знам какви криминалци и така натаму. Многу вакви афери поминува во јавноста. Тоа ми беше прашањето дали ако веќе се апсати луѓе од блиското обкружување, дали тоа ви дава надеж дека оваа власт е подготвена да оди до крај, бидејќи тоа и беа ветувањата. Не. Генерално зборувам за сите сфери, еве во која област да сакате, еве. Апсолутно тоа не ми дава надеж, туку само потврдува дека се работи за партиско обезбедување, да таквото обезбедување се спушти на ниво на професионалци, ние вакви гафови нема да имаме во обезбедувањето. Генерално, дали воопшто мислите и за другите сфери? Изборот на лица кои се вработуваат во Министерството за внатрешни работи, во АНБ и во Министерството за одбрана се сведе на строги професионалци и тешки проверки за нивните родители, дедовци, чичковци и така натаму, како што некогаш се правило во оваа земја, сигурно дека нема да доаѓаме до ситуации кои ќе бидат одавани службени тајни. Меѓутоа, кога влегува и шуто и рогато, по партиски клjuč, секако дека ова не само сега и понатака ќе не се случува. Морам да интервенирам. Повеќе од 20 години работеше во армијата, шефот на обезбедувањето на премиерот. Повеќе од 20 години работеше во полицијата, меѓу кои што пак не за шефот. Не анализираме ние екипата, ние зборевме за конкретниот пример. Екипа. Секогаш кога ви имате 50-100 луѓе, постои можност да се провлече некој кој што не треба. Но какво влијание да тргнеме од тоа, што работеле шефот за обезбедување, што работел во армијата? Старешина. Што работел во болците, што работел? Командир на оделение. Па не работел на оваа проблематика на обезбедување на личности. Се разбира дека има завршено. Па не работел на оваа проблематика, тука е клучот, Стојанче. Има завршено соодветни обуки, па и обезбедувањето на Бранко Црвенковски. Тоа во комунизмот се викаше со курсеви. Не биле родени со курсеви или со обуки за обезбедување. Тако времето се стануваш со курсеви генерали, маршали, маршал Жуков со курсеви е маршал се исклучително храбри, добро тренирани, може да забележат опасност, а вие не може да ги забележите. Кажете ми како изгледа ќе иде или обезбедувачите на дали ќе се оди во сите сфери, тоа ми беше. Значи они не биле во таа служба кои што се обучавани за обезбедување на VIP личности. Сега вие кажувате биле во волците, биле во армијата, поминато сите обука. Не може да обезбедува премиер или председател без да помине соодветна обука. Добро, тоа не беше прашањето дали тие се обучени или не се обучени, меѓутоа поинтата беше дали ќе се оди до крај во криминалот, дали во било која област, дали во се оди до крај, видете, значи падна член на обезбедувањето на премиерот, падна градоначалници од редовите на обезбедувањето паднал како да паднал некој Нобеловец. Порано знаете како беше, ги крие ја Стефче. Стојанче. Како да паднал некој Нобеловец, член на обезбедување. А па ние имаме такво искуство за академските квалитети на членовите на обезбедувањето на премиерот. Зошто драматизирате ако еден член на обезбедувањето направил кривично дело, зошто треба да го сега стигматизираме целото обезбедување? Еден е. Добро, господин Киловски, вие претходно рековте дека и во минатото имале кога правеле глупости и така натаму биле затешкувани. Јас сум за жал во минатото мислиш на истата партија, така? На истата партија? Не мислеше на сите. На истата мислиш. Предходниот еден од предходните премиери исто така тргна шеф на обезбедување ради една непријатна ситуација поврзана со насилство. Идеме на другите прашања. Би сакала господин Акимовски, рековте дека биле притворени. Член на премиерското обезбедување го уби Мартин Нешковски, се сеќавате? И новата власт кога дојде го пушти човекот. Ако се уби Мартин Нешковски. Вовде нема воопшто се согласен. Спасо Фигор е мој ученик и не го уби, се работи таму повеќе за несреќен случај. Спасо Фигор е татко на 2 деца и тој не тргнал таму да убива никого, но несреќите се случуваат секогаш и таму и поранешно премиер Заев зборуваше дека има некои разговори кои што не беа објавени, кои што фрлат поинаква светлина на целиот тој случај. Спасо Фигор е се само не е убиец, беше еден од најдобрите специјалци, еден од најхрабрите, совесен полицаец кој што не би убил никого освен во полициската. Значи бил специјалец кој треба храброста да ја покаже на рамни на себе, не на едно детенце како што беше Мартин Нешковски, своите мускули и својата сила, своето бодибилдерство да го покаже на тоа детенце. Има друга димензија која што не е објавена во јавноста, за која што јас знам,
и има сосем поинаква димензија. Целиот тој случај беше нафрлено нешто во јавноста, но како и да е, целиот настане според мене, значи таму имаме ние осуда, него го осудија како да е најголемиот злосторник, како дотишол со умисла да го 12 годишно, така беше казано, но беше големо жалење за целиот тој настан. Настрада едно младо момче, загина, сочувство големо, но не намерата не била некој некого да убие. За жал понекогаш барем Тоа не беше убиство од небрижност. Туку Потурнат и паднат, него добро удрен. Па потоа паднат таму каде што паднат. па сега Така да добро. Јас многу би бил Непријатен среќен. Заврши со пресуда, Многу тоа сакам многу да би кажам. бил среќен кога вакви луѓе ќе ме повеќе со памета, помалку со мускули. Многу поефикасно ќе биде таквото обезбедување. И нашите безбедносни служби ќе бидат многу Јас би поефикасни. Господин рекол дека Киоски, е да нямаме надпросечно таа слика да бидете интелигентен, премиер, да без видиме старешина. какво Се обезбедување работи сепак за ќе има. сосем поинаков случај, но отидовме предалеку во Не, времето. го ред. Прашањето ми е дали очекувате Но да и се тогаш имавме пресуда, и то сурова пресуда. Спасов е до ден денес во затвор. Е или беше пуштен едно Не, време? едно време беше во бегство, но брго го фати за една година и повторно е во затвор. Па за Го убиство судија на млад човек 20 колку години треба? затвор, но тоа е Мислам дека 14 беше. 12, не, јасно. повеќе. 14. Добро, во ред. Сега темата ми беше околу пожарот Ако до во ден Кочани. денес е во затвора, настанот се случи 2011, така? Да. Па има уште некоја година така што се работи за строга казна. Значи, ако веќе зборуваме од тој аспект, еве тој кој што тогаш изврши според вас убиство, според мене од небрежност, несреќен случај, заврши во долготрајна затворска робија. Значи, тоа не останало така. Многу работи се кажа околу тоа како се случи трагедијата во Кучани, пожарот. Еден куп пропусти од моментите на издавање на лиценци до што се случувало во општините и во другите институции. Каде вие, господин Акимовски, алоцирате причината, кои се последиците, тоа ми е прашањето што А биде последици да ја знаеме сите. причините за оваа последица, да. Апсолутно. Ова не е единствена ваква наша трагедија и нема да биде единствена трагедија. Ке има уште трагедии. Благодарение на нашата неодговорност и благодарение на неизвршување на работните обврски на луѓето кои што се платени од буџетот на Република Македонија. Да знаете дека ќе продолжим многу области. Кој е овој начин сега? Ја заборавивме кутрата Фросина, 20 дена полицајци на сите страни гледавме, низ градов, низ Република, во сообраќајци, така. Сега полицајците веќе гледате негде на улици полицајци Да, но нема. јас затоа доцнев 10 минути, никој не вози повеќе од 60 сега. Значи нема. Сега сме Има пуштени во големо- проверка на овие, како се викаат, кафани, ресторани, дуќани, диско клубови и така натаму. Ние се одиме стихино. Ништо немаме систематско и ништо не водиме сметка секој да си ја работи. Ако секој си ја работел, работата како што треба. Односно, ако пазарната инспекција таму влегла повеќе пати, ако извршила контрола и констатирала нерегуларности, ако управата за приходи, бидејќи сметката им била блокирана, покренала стечајна постапка, Односно, да излезе објектот дека нема. таа не била блокирана, не знам дали го слушнавте тоа. Тоа беше од пазарниот инспектор. Имаше демант на веста Да, дека имаше, сметката била управа. блокирана. Сега не е ни блокирана. Предходно се рече дека имала пломба, сега немало ни пломба. Сега била Поради неиздавање на фискална, јас мислам беше постепено секи испадне Казнат. тамо секи испадне тамо Не, регуларно. нема ништо да испадне регуларно, има Дирекцијата за сериозна заштита и спасување, ако направила почести контроли во таа, јас од моје искуство, јас сум имал ресторан. Многу често доаѓале тогаш тие контроли ги правеа од Министерството за внатрешни работи и од пожарната. Значи ќе дојдеа, ќе направеа контрола, ќе дадат сугестии. Што се однесува до исправноста на храната и на водата. Завод за заштита, како се викаше, Завод за заштита на здравствена Храна и заштита. ветерина. Тие Храна и ветерина. не, сега храна и Здравствена ветерина, заштита. тогаш Завод за здравствена заштита. 2 пати месечно задолжително доаѓале. Луѓето си вршело работата. Па кога не ја вршат работата? Во Слушайте кој ме период вака, не ја јас сум вршат имал работата? ресторан. Сега во оваа година, И сум во имал 10 години и уназад, сум имал 20. исто така, сум се грижал за 730 бегалци од Босна и Херцеговина. Никогаш каварија не ми се случила. Никогаш каварија.
Зашто? Зашто имале контроли, сме имале насоки од тие луѓе како треба да се носат. Ама пред некој ден излеговте дека 800 згради во Карпош од 10% или како кажавте информацијата немале потребни хидратански апарати за против пожар. А што мислите во кисела вода ги имаат? Општина не сте работело, кој е надлежен за тоа? Не сте вие? Дирекцијата за заштита и добро, ама спасување. сепак. Нема сепак. Вие како градоначалник за ништо не одговарате. Значи, па за жал не одговарам. Значи, ние зашто сме одговорна општина, ова сме го направиле ваква контрола и 2022 година. И црпеме некако од законот за домување. Немаме никаква изворна надлежност во оваа работа. Ова е работа исклучиво на Дирекцијата за заштита и спасување. Ние се утепавме од барање Дирекцијата за заштита и спасување да ни дадат инструкции како да постапиме во оваа ситуација. Значи, имаш зграда во која што немаш противпожарни апарати. Или има противпожарни апарати, нема апарат со CO2. Она за гасење ако дојде до палење на електричните инсталации. Или има и едното и другото, ама нема функционална хидрантска мрежа. Односно, или нема црева, или има црево, нема млазница, тоа се недостатоците што ги има и двете, ама заклучени се, никој не знае каде е клучот. Така, никој не знае каде е клучот. Само тука гледам некои сакаат да инсинуират, ама како им е дадена дозвола на тие? Зборам и за згради изградени 55-та година, 60-та година. Дали ме разбирате? Значи, тој дел од одобрението за градба на новите градби, новите згради го дава Дирекцијата за заштита и спасување. Значи, заштита од пожари, таа кој ќе даде согласност, со таквата согласност ние потоа издаваме одобрение за градба. Употребната дозвола на зградите ја издаваат, надзорот ја издава, ни општина, ни никој. Значи, оваа работа исклучиво е надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување. Ние како одговорни субјекти, ова сме го направиле 22-та, го правиме и сега со цел граѓаните да бидат. Добро, има и надлежни во самата зграда кои што треба да алармират, ако нема, има нели во зградите совети или јас не знам. Не, се има заедница на станари. Тие треба. Меѓутоа, како за жал, последица од овој настан што ни се случи во Кочани, сега одзивот е далеку поголем. 22 само 10% одговорија на нашиот апел. Само од 1500 влезови одговорија 150. Сега веќе имаме скоро 400. Ангелов, очекувате да се рачисти до крај, бидејќи опозицијата е особено па и Дуи, бидејќи е приведен бившиот министер за економија Кришник Бектиши, бараат дури меѓународна истрага да се вклучи и Европска комисија. Денеска има барање за анкетна, немаат доволно претеници, нели треба 20 претеници за тоа. Сметате дека држат обвинувањата на Дуи генерално, бидејќи од она што го гледаме од СДСМ, тие сега изјавата им е дека чекаат да заврши истрагата, па да видат кои ќе бидат следните чекори околу анкетната што ја најавија и тие. Прво да изразам најдлабоко жалење и најдлабоко сочувство до семејствата на овие прекрасни чеда македонски од Источна Македонија загинаа 59 луѓе, многу млади, дури највозрастните нема ни по 40 на години, но и многу ималолетни под 25 години. Ваква трагедија не паметиме како држава. Загинаа луѓе кои што беа да се забавуваат, не загинаа во војна. Сосем друго е ако загинат во војна. Јас учествував во војна, но сосем друго е кога одите во акција каде што вие очекувате дека можеби ќе настрадате, ќе бидете убиени. Страшна трагедија, длабоко сочувство посакувам на оние кои што се повредени, брзо заздравување, со што помали последици, но и оние кои што немаат повреди, а влечат силни трауми, а тоа се сите кои што биле во таа дискотека на ужасот, дискотека на смртта во Кочани и оние кои што учествувале во акцијата на извлекување на телата и на повредените да поминат со што помалку трауми и побрзо да се залечат од нивните трауми. Она што можевме да го видиме, но јас и како непосреден очевидец, бидејќи во текот на ноќта ја набрзо потоа стигнав на местото на пожарот, се уште натре имаше непријатни сцени кога стигнав и она што потоа го видовме, јас го известив министерот Тошковски дека се работи за голема трагедија. Првата бројка беше околу 43, мислам, починати лица. Тој дојде многу брзо после мене. Веднаш потоа дојде и председателот на владата Мицкуски. Значи имаше еден, биде рекол, привремен штаб во полицијата во Кочани. Бев очевидец дека се презема се што е неопходно без никаква селективност. Наредбата која што беше дадена
Зборам во делот на она што МВР го има како постапување. Од министерот за внатрешни работи беше сите они кои што на било кој начин се поврзани да бидат повикани, приведени, да се зборува со нив, доколку постои основи на сомнение, истите да се задржат, понатаму да се запази целата кривична постапка. Ние веќе имаме тројца градоначалници, од кои што двајца од редовите на ВМРО ДПМН во притвор, иако сега се во домашен некој од нив, еден градоначалник актуелниот е се уште во ефективен притвор, но имаме и други лица кои што се поврзани со владеачката гарнитура, а се разбира дека меѓу приведените и меѓу оние кои што се во притвор има луѓе и од поранешната опозиција. Ова барање на дуја тоа што ќе праќа и во иднина нови луѓе во смрт, ако ние тука цврсто не застанеме како влада и мислиме дека курсот на цврсто стоење ќе продолжи понатаму, затоа што Дуи не може да се повикува цело време на етничката компонента. Од друга страна е Стефче како градоначалник, сигурно и тој има слушано муабети дека на многу места каде што биле кадри на Дуи се барале одредени премии за да се добијат одредени дозволи. Грубо кршење на многу законски и подзаконски акти, кои што во суштина на крај доведуваат до вакви трагични последици, но некои други исто така трагични, можеби во помал обем. Затоа мора овој крвав настан во кој што загинаа толку многу луѓе, 60 луѓе со возраст од нитната медицинска помош, да биде мотив повеќе за рестарт на општеството и сите ние од најобичниот, би рекол, граѓанин од аспект на позиција на власт, зборам обичен граѓанин кој што е гласач и кој што определува кој ќе владее со оваа држава, па до првиот човек или првите луѓе на владата или на државата да ги почитуваме сите закони, затоа што и наобични закони, погрешно паркирање пред зграда кога не може да пристапи против пожарно возило или возило на брза помош, исто така може да предизвика катастрофални последици. Да. Господин Кемски, што мислите вие за овие сомнежи на Дуи? Па добро, тој малце дегутантно е веќе да што нешто не му одговара во истрага, во апсење и така натаму, веднаш бара меѓународна арбитража или меѓународни и дека селективно, истражители. дека се води... Еве јавноста да знае. Повод за Прва светска војна е атентатот во Сараево. А причината знаете која е? Сори, причината е атентатот во Сараево, а поводот знаете кој е? Затоа што српската влада не дозволила австријски истражители да дојдат да го истражуваат атентатот врз престолонаследникот во Сараево. Значи, војни се водели за такви работи. Како тоа ние најднаш одма се нудиме, нема проблем, нека дојат странци да ни утврдат истрага, да ни направат за тоа кој е одговорен, кој не е. Министерот, ако директно со своја наредба дал налог да се издаде лиценца, таа што е фалс, тогаш е одговорен. Ако не издал таква наредба, нормално дека не е одговорен. Второ, директорот на пазарниот инспектор, ако запрел евентуални контроли или ако имало програма во која што тој диско клуб бил предвиден за контролирање, а не бил извршена контрола, тој е одговорен. Ама ако нема таква работа, такви действија од директорот на пазарна инспекција, како може пазарните инспектори откочени да не бидат одговорни? Па ти била фалсификат лиценцата истекувала за 2 дена, па самиот не истекла за 2 дена. Она веќе 2 дена лиценцата била истечена. Можно ли ова да не го знае полицијата? Можно ли е дури да не го знае обвинителството во Кочани? Кочани не е Њујорк. Тоа е мало место. Очекувате дека така ќе се прошири во тој правец истрагата сега, бидејќи денеска до обвинителство излегува дека истрагата продолжува, се не може да откриваат нови детали бидејќи има нови елементи, нови докази. Но ако некој нема никакво директно влијание во контроли или неконтроли, во запирање на контроли или во издавање на овие, како се вика, фалсификат лиценци, тогаш нема зашто и да биде обвинет. Но во секој случај, ние мора да почнеме од настанот што се случил денес. Кој е одговорен? 11 обвинители во моментот работат на предметот. Сметате дека сите 11 обвинители може да сгрешат? Не викам дека сите 11 може да сгрешат. Јас повторно ќе кажам.
Ако градоначалникот на Кочани со некое действие, некоја наредба, усвари тој не може да издаде наредба, со свое влијание тргувал со влијание за да овој ноќен клуб работи, тоа е една работа. Иначе градоначалникот нема никаква надлежност во издавањето на лиценца на овој од клуб. општината е првата согласност за да продолжи понатаму во Министерството за економија, нели така беше кој ве објавувано? лаже Па тоа? така беше објавувано деновите. Ајде за јавноста да биде јасно. Значи, оставите што објавуваат. Значи, јас сум го правил законот за туризам и угостителство. Половина од концесијата, односно од надоместокот од тие 2.500 евра, мислам дека беше половина 50%, се плаќа на локалната самоуправа, половина се плаќа на Министерството за економија. Со оваа уплатница, дека уплатил на локална самоуправа, барателот за издавање на лиценца и со уплатата од Министерството за економија и останатите документи аплицира за добивање на лиценца. Општината не му издава ниту било каква потврда дека уплатил или не уплатил. Општината тоа ќе се апсолутно увидат обвинителите. пасивен однос има во оваа работа. Значи, нема апсолутно никаква врска при издавањето на неговата лиценца. Добро. Значи Постоеше обид за промена на републичкиот јавен обвинител Коцевски. Денот кога се случи оваа трагедија, мислам наредниот ден недела, републичкиот јавен обвинител беше повикан да дојде во Кочани, да кажам лично тој застана на чело на истрагата. Сигурно дека тој не е договорен со премиерот во која насока да тече истрагата. Тоа зборува во насока дека се води една објективна истрага и дека сите оние кои што на било кој начин се поврзани и виновни за смртта на овие деца ќе бидат санкционирани, односно судот по спроведена судска постапка Треба да верувам пресуди, ќе да. пресуди и ќе имаме правосилна Ама зашто овде го спомнувате премиерот? Каква улога он има во оваа работа? бидејќи цело време опозицијата го прозива дека се водела селективна Па сам се меша истрага. во оваа работа. Видите, премиерот не го оспорил, не го Премиерот бори. има Јас право на да политички кажам, став, На зашто кој го на политички оспорувате став тоа? има, но ова е чисто Скаче. стручна Тогаш работа. и опозицијата влие, прави притисок врз судството со пресконференции. Истрага ја прави обвинителството и никој друг. Министерството за внатрешни работи е помошен орган во истрагата. И тоа Министерството за внатрешни работи работи исклучиво по налог на обвинителство. Но знаете дека порано се обвинува обвинителите дека по инерција одат онака како што смета дека посакува власта. Премиерот беше во Кочани меѓу другото да понуди грижа за повредените. Веднаш беше дадена наредба да се активира Европскиот механизам за цивилна заштита и сите повредени најбрзо што можеше се однесува низ европски болници, сериозни болници и затоа и сите до денес се живи, се надевам така ќе остане и ќе поминат со што помали последици. Од страна на премиерот лично бев сведок. Ама што сакате да ни кажете? Што ненормално направил премиерот? 60 луѓе му погинали и он нема да отиде на местото на погибијата на луѓето. Одговор на Ке седи прашањето дома или негде на друго зошто место. Што е тоа ненормално што го направил премиерот? Одговор на Како прашањето. другачие требал да се понаше премиер? Одговор на прашањето зошто премиерот беше таму. А се разбира дека и јавниот фала Богу дека обвинител ќе таму биде. требаше да дојде. Од тоа аспект кажав дека дојде лично републичкиот јавен обвинител. Добро, постапката И за тој е Коцевски актуелен. е А прекината. кој би ја водел, на кој би застанал на чело на ваква Добро, голема заради оваа трагедија? трагедија е прекината постапката Фала за Богу, негово разрешување Дадена кој најголема што сериозност на целиот настан, и од медицински аспект, и од еве да речеме јавно обвинителски аспект, и од полициски аспект. Министерот за внатрешни беше Господин цело време Јакимовски, таму. сметате ли дека треба да се прочишлат и изминатите трагедии како што беше модуларната болница, како што беше трагедијата во Ласкарци, со Беса Транс во Бугарија и таму загина 49 луѓе? Абе ние многу предмети имам за чештање, не е само кај што гинеле луѓе.